Граѓаните и инвеститорите од денеска можат од дома да проверат дали низ нивна или друга локација за која се заинтересирани поминува инфраструктурен објект преку геопорталот, што за оваа намена го воспостави Агенцијата за катастар на недвижности. На геопорталот може да се видат досега евидентираните оптички и бакарни кабли, кабли за пренос на електрична енергија, гасоводи, водоводи, канализации, трафостаници, базни станици, антени и други инфраструктурни објекти. Во случај низ земјиштето на граѓанин со решена собственост да поминува каква било инфраструктура и за тоа има имотен лист, може да побара надомест од операторот на таа инфраструктура. Искуствата се најчесто да се постигне договор за еднократен надоместок. Согласно Законот за собственост и други стварни права, поминувањето на една недвижност преку друга е регулирана со службеност. Граѓаните имаат право да си ги решат имотно-правните работи со имателите на овие инфраструктури по пат на службеност. Ќе треба да се договорат околу службеноста, како имателот на таа инфраструктура ќе влегува во дворот на граѓанинот, се со цел да пристапи до инфраструктурата. Договарањето секогаш е доброволно, а во спротивно оди по судски пат. Имотни листови за инфраструктурни објекти се издаваат од април минатата година, а од ноември се создадени услови за запишување на сите 73 различни типови инфраструктури. Во катастарот на инфраструктурни објекти досега технички се евидентирани над 23.000 километри водови од телекомуникации, електроенергетика и водовод и канализација и над 142.000 точкасти објекти од типот на базни станици, трафостаници и антени. Тоа е направено врз основа на податоците на геопросторната локација со која располагаат имателите. За веќе изградените инфраструктурни објекти, имателите се должни до април следната година 40% од своите инфраструктури да ги запишат во катастарот, а до април 2018 година комплетно да ги впишат и да добијат имотен лист.